I don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage. Пресметка. Точно напладне е во четврток. Biker's Garage. Четврток, 13 часот. Почитувани слушатели, байкери и љубители на овој животен стил, добре дојдовте. И овој четврток во точно 13 часот го отпочнуваме новото издание на Biker's Garage. Единствената емисија во земјава предадена на промоција и промовирање на културата и на байкерскиот животен стил во Македонија и низ светот. Денеска ќе бидам јас со вас, вашиот домаќин Иван Лазаров. И денеска ви носиме интересен соговорник, ќе слушаме одлична музика, па затоа ако моторите и байкерската култура влијат на вашиот животен стил, па и доколку не, вие сте на вистинското место и ве каниме да го проследите второто издание од третата сезона на Biker's Garage. Освен музиката која што ќе ја слушаме, а за која не се сомневаме дека е најквалитетната која што ќе ја слушнете во македонскиот етер, ќе имаме интересен разговор, а она што сакам да го издвојам на самиот почеток на ова второ издание од третата сезона и најавата за она што ни предстои во викендот кој ни следи. Со оглед на тоа дека имаме прилично пријатни атмосферски услови и температура, сончево време, иако се уште е студено, на средина сме од зимата. Како што веќе повеќето од нашите слушатели, верни пријатели, нашата публика знаат, по иницијатива на Biker's Garage, а со поддршка на организацијата МК Iron Ghost Света неделја од Хрватска, минатата година за прв пат се одржа мотофестивал на традиционална македонска храна. Се готвеше во казани, храната се подготвуваше од представници на повеќе мотоклубови. Истата се делеше бесплатно на присутните, а со помош на исто така на мотоклубовите, дел од храната се носеше и до семејствата кои не беа присутни на местото на настанот, а местото беше манастирскиот комплекс Пеленица во Драчево. Минатата година добивме поддршка и благослов од старешината на манастирот, поддршка добивме и од општината каде се наоѓа овој комплекс Пеленица, а така ќе биде и во викендот кој ни предстои. 19 февруари по втор пат го организираме овој мотофестивал, каде ќе се подготвува традиционална храна. Концептот е, како и лани, веќе добро познат, ќе се готви во казани, а токму на нив ќе бидат представници оваа година на наше огромно задоволство на повеќе мотоклубови. Ќе ми ја дозволите и да ги поздравам сите нив кои што ќе учествуваат, тие се и Вепар од Скопје, Мечки од Куманово, мотоклуб Свети Николи, носачи на крстот од Велес, Старите лисици од Скопје, па тука се и мотоклуб Куманово, Кастан Чоперс од Струмица, а специјални гости кои ќе подготват нивни традиционални специјалитети ќе бидат и мотоклубот Конзули од Битола и Цар Тауер Райдерс од Струмица. Наши добри пријатели кои што продефилираа во изминатите 2 сезони на оваа емисија, се надевам дека, не се надевам, сигурен сум дека повеќето од нив ќе се дружат со нас во Biker's Garage и во оваа предстојна сезона. Ќе имаме и надзор, така може и да кажеме, од шефот на кујната на гостилница Лавче, но и од други професионални кувари кои ќе се погрижат за спремањето и подготовката на храната, да биде секако на врвно ниво. Ќе уживаме во добра музика, во добра предсе дружба и можем да кажем дека ова е првиот мотособир за оваа година во организација, како што кажав, иницијатива на Biker's Garage и на МК Iron Ghost. И оваа година имаме и поддршката како и од старешината на манастирот на Пеленица, така и општина Кисела Вода. Затоа ве поканувам сите вас на 19 февруари преку целиот ден
да уживате заедно со нас. Нема да должам многу, ќе се подсетиме некаде пред крајот на оваа емисија за настанот кој што се организира да овој викенд. Ве покануваме денеска да останете, нема да речем нова радиофреквенција, тоа го зборувавме лани, оваа година Bikers Garage на наше огромно задоволство се префрли на интернет мрежата или на радио онлайн мрежата, така што веќе влијаеме не само во град Скопје, туку и пошироко во нашата република и секако надвор од неа. bikersgarage.mk е порталот или сајтот каде што можете да кликнете на линкот и да не слушате во живо 24 часа во денот, да слушнете квалитетна музика, а тука си серијата на емисии како Bikers Garage, како гостилница, како Агросвет, во кој што, носиме интересни совети, поучни, се дружиме, се разонодуваме и секако го исполнуваме попријатен да не биде денот и да уживаме. Денеска наш гостин ќе биде Петар Стојановски, бизнисмен ќе го речем, кој е собственик на Компас сервис и она што е интересно е фри байкер, па малку ќе позборуваме и за тоа што представува за него и моторот и што значи да се биде фри байкер, односно да не е член на ниеден моторџиски клуб. Во минатата сезона имавме неколку такви. Поздрав и до сите кои што ќе се препознат. Ја само ќе поздравам на моје огромно задоволство Јанета, која што е една од девојките која што луто вози мотор. А ете, ја имавме и минатата сезона, а во минатото прво издание во третата сезона на Bikers Garage беше присутна овдека, не како гостинка од другата страна, па ете, денеска ако не слуша, поздрав и до неј и очекуваме во некој од следните изданија на Bikers Garage. Пред да се дружиме со Петар во студиото овдека, да поуживаме и за првиот музички избор за денеска. Одиме. Crying out from my bedroom, hoping that you'll rescue me soon, like a baby in the womb, helpless. Nothing ever made me feel as safe as waking up and softly hearing you say, don't you worry, darling, be still.
Немам потреба од преференција. Се движам слободно. Слушам Bikers Garage. Да, се движиме слободно, слушаме Bikers Garage, ова е втората емисија од третата сезона за сите оние кои што во овие моменти не се вклучуваат на онлайн радиото на Bikers Garage, добре дојдовте. Уживаме во уште едно ново издание, го најавуваме престојниот мотофестивал во организација на Bikers Garage, зборував на самиот почеток за него, а денешниот мој гостин кој што е овдека во студиото и директно учествуваше и во ланското, чинам дека издание со помоша и оваа година несебично ќе се даде да ни помогне во ова. Му велам добре дојде на Петар Стојановски, ти благодарам Петар што ја прифати поканата, што овдека си денеска кај нас, ти си еден млад, ке речам, байкер, и она што е интересно за тебе што пред малку и ми го кажа дека возиш еден тип на мотор, веќе не, ми кажа дека си во процес на купување на нов, кој што за кој уствари многумина од бајкериве би рекле, тоа е играчка, ама имаш добри искуства и добри спомени, практично и тоа е бајкерскиот живот. Ајде пред да зборуваме, ќе дојдеме и до таа тема. Добре ни дојде и уште еднаш благодарам што ја прифати поканата. Добро ве најдов, баш ми е мило што ме поканивте да се дружиме денеска. Така. Да го поминеме ова време заедно. Чисто за моторов сакав да ти кажам или што возев. Цела Македонија сврте, моторот е 150 кубика. Да. Значи бевме генерално во сите градови во Македонија, ја и мојата сопруга. И заедно го возевме моторот, значи 150 кубика, киве и мотор. Тоа е практично, види, тоа е практично оптимумот за она, барем што од минатата сезона го дознав, за да се биде член на некој клуб, нели? Од логички причини, заради тоа што помалата кубикажа, ке треба сега пријатели да те чекаат, па да ти викаат Петар, ајде кај си. Ама ете испадна, станува збор за кинески модел на Kiwi мотор. Да, Kiwi. Kiwi како имаше некоја плюс ознака, тоа или беше само Kiwi? Kiwi 150-ка. Да. Задоволен си од него, како беше? Да, окей беше, моторот супер беше, знаеш. Си го средив, си го офарбав, си го направив и го возев. Значи активно го возев колку 3-4 години сигурно, значи без проблем. Така. Само имавме еден така поголем дефект, ни се скрши мењачот. Да, тоа е интересна приказна. Да, се од се враќавме од галичка свадба. Аха. И времево, знаеш, беше као дожд, врнеше дожд, облачно беше време. Ај, викаме, ки си одиме сега. И тргнавме све, си возиме, Гостивар поминуваме на патарина тука на Скопје, кај Сарај, ни го крши мењачот и тоа беше она кознато за негово ствари. Али доста издржа, како и да е. Да. Цела пременост на сопругава моја ја возев на мотор, као доктор викаше, вие сте луди, ќе се породи на мотор, ми вика. Немај гајле, ушиве као, окей. Не, слушај, па и со оглед на кубикажата која што има тој мотор и да се искачиш на галичник, да го искачиш тој врв, секоја му че сега. Сите можеме да негираме дека тоа не знам, не е јапанец или не е галичник, Охрид, значи се возевме. Велес, Прилеп, Битола. Дури бевме во едно македонско село Крапа. Така да има извозен, има километри за себе. Добро, сентиментален си сега кон тој мотор, сега речеш, абе, добро, да. Не сум сентиментален зашто го купи човек што живее кај мене во Мало и го гледам сега како си го вози. Ти буди спомени. Што е она што сакаш следно да го возиш или го пикираш? Да видам нешто малце со поголема кубикажа барем. Немаш некој, не знам, афинитети, па, да биде јапанец, нешо... да биде, не знам... може да биде јапанец, може. Ямаха, да, може. Да. Видов на ние слики... може и Honda некоја Shadow, нешто такво. Honda Shadow видов на ние слики кои што ги има во најавата за денешното издание на Bikers Garage, да, тоа е еден страшен мотор. Сега има многу варијации на него, некоја 750 би била веројатно одлучена. Петар, ке споменаме Free Biker, дај да ми објаснуваш што представува тоа, освен што не си еве член на еден клуб. Види, ние како Free Bikeri нели си посетуваме настани, мотособири, имаме дружба со луѓево, до ден денес пријатели, некој ти останал. Имаш комуникација, шириш познанство на луѓе, као, и тоа е многу добро, нели? Така ги барем јас тоа така го гледам, као.
дружба, помош, другари. Присутен си ке сите, предпоставам. Има Сите се секој- пријатели, не дека кога има може, сега, поделби. кога не, нели со време сме сите ограничени. Така. Добро, не е забрането фрибајкерите да се дружат или да ги возат оние тури со клубови. До сега ти си вртал со некој од наши Со клубови? клубови не, со клуб немам возено. Не. Така? Не. Бидејќи се случува тоа, да речеме, еве, ја споменав и... Може би, али јас не сум се осмелил затоа што го прво моторов мој нели Да. ми беше малце. Пази, таа табу тема мислам дека ја решивме со оглед на километражата која што имаш поминато со овој мотор, да. Со кивел, да. Да. Тоа табу многу мина може ке рече дека тоа не е навистина. Али ја не, модел, али- не се осмелив нешто такво, знаеш. Да. Ни се мислам дека е глупо да им се мешаш, они си возат клубски, ти си Фрибајк. фрибајкер, Да, нели? сосема друга е слобода, вака речеш, Има да. разлика. Има разлика. Кажи ми, од кога потекнува твојата љубов кон моторите? Што е, беше тоа што те поттикна да возиш мотор? Па првино дете имав. Јас уствари почнав да учам мотор на Томас АПН. Четврки имаше, шестки. Шеска, така? АПН шеска имаше на татко ми Вујко и доаѓаше нели Тома на гости кај нас. Ја ќе му го грабнев моторот и се возев низ улицата. Се возев. Не знаев да возам, неш го буткав, ми беше интересно, као па ногата си изгорев на ауспух, тие такви. Тоа се редовно ме повреди, да. После земав скутер, возев скутер долго време. Така. Во скутерот види, вложував, го земав нов, значи Simjet 2 и многу вложував во него, му сменив спортски делови, му ставив фрлање пари, као... Така. Али ми беше интересно, знаеш, моторот окей си беше све, си возеше супер. И веќе колку години ти возеше 150 кубик? 5, Да. толку. Одлично. Ќе позборуваме за сите доходовшти кои што си ги имал на моторот, ќе позборуваме и за престојниот мотособир, како ти гледаш на овие собири и дружбата со моторџиите, како ти го доживуваш како фрибајкер сето ова, ќе се почестиме со уште една музичка numera во продолжение и секако дека ќе позборуваме со Петар и за она со што се занимава, превоз на патници, некако веројатно дека со превоз. октаниве ти се во жиливе, во крвтот ти тече, претпоставам дека. Тоа ти е Да. возачка фамилија и Така? дедо возач, татко возач, ја возач и... Так. Петар, мило ме што си денеска со нас, ајде веќе се почестиме со една музичка numera и се враќаме повторно со останатите теми на разговор кои што ги предвидовме за ово издание на Bikers Garage. Уживајте. Do you ever feel like just a star in a never-ending sky? Trying your best to grow, competing with the feelings that come and go. Y'all are easy to mesmerize, blowing freely like the energy that surrounds me. Surrounds me. Why would you leave your dreams? What does it mean to throw them all away? If only you could feel it, feel it, feel it, feel it in your dreams. If only you could see it, see it, see it in your dreams. If only you could feel it, feel it, feel it in your dreams. Пресметка. Точно напладне е во четврток. Bikers Garage. And as you look into the eyes that see everything, I see the fallen angel
Се враќаме назад во студиото на Bikers Garage. Вие го следите втората епизода од третата сезона на оваа емисија, единствена ке споменам во земјава, предадена на промоција и промовирање на културата и на бакерскиот животен стил во Македонија. Денеска сме заедно со Петар Стојановски, фри байкер, интересна приказна зад него и оно што во овој прв дел го ке речам прекршивме како едно правило е дека не мора секогаш моторот да е од не знам висок бренд, познат бренд за да се ужива во задоволството на двете тркала, тоа го докажува он со илјадниците километри поминати со неговиот мотор. Петар, ајде малку да позборуваме околу настаните, околу собирите или рутите кои што ти оставиле најголем впечаток. Има некоја дестинација која што ти е омилена, иако тебе и професионално практично патиштава ги знаеш на памет? Патиштава, да, дека нели работев со превоз на патници и патувам постојано. Ама ајде да направиме едно се. Веројатно кога патуваш со патници тогаш и Мотособир Свети Николе, Велес, ќе го земам. Тука има настани Чопер клаб што се организира. така? Ми се свиѓаат, нели, има интересни работи, као игри ми се свиѓаат. Да, тоа е една пракса која што практично Да, ја има. Други настан мотособири секако Света Ги следиш недела, сите, не си ги пратиш генерално сега, оне кога екипава ќе се договори. Така, веројатно да, се, така, да. кога си слободен, кога имаш време, гледаме да присуствуваме на такви настани. Така, од секогаш се бил тој мото, тој филм за да идеш на моторџиски настани или се сеќаш кога прв пат отиде? Прв пат, Аха, на некој моторџиски настан. но ми беше чудно, знаеш, или Аха. као кацигата се остава на мотор, викам ќе ми украт кацигата, вративам да си ја земам, човек, Да. Океј, после со тек на време се учиш, знаеш. Да, Знаеш се учиш, како- ги знаеш кои се правила, како знаеш е ствари дека тоа е правилата, едно да. братство. Оно што ќе речам, обичниве луѓе не го знаат. Зборам, мислам на обичните кога ќе кажам на луѓе кои што не се во моторџискиот свет, дека уствари тоа е едно големо братство. Независно дали си ти фри байкер, дали лично го познаваш човекот од овој или од оној клуб, дека уствари се една Да, како едно сте. симбиоза Тука на помеѓу собирот луѓето, сте- да. Сите сте сте едно, се да. се Дружба, пријатели. разни луѓе, нели. А кога сме Океј. кај рутиве, има некоја рута која што посебно ти оставила впечаток возејќи го твојот мотор? Која што редовно би сакал. Ете, ја возиш и викаш, не знам. Ми се допаѓа ова, би ја возел пак, би ја возел и по Може, трета. да, ќе тргнам галичка свадба, значи има пейсаж, можеш да уживаш, да возиш. Така да убаво е. Реканскиот крај практично Така, ќе му дојде. да, тој дел можам да одвојам и за Берово, значи Тоа се планински туринг планински неки стази. такви, да, интересно, Да. знаеш. Си уживаш, си возиш полека, си гледаш. Да, и тоа е еден тип на уживање. Има некои пак луѓе, не знам, сакаат и правци да текме. Сепаме, не зборам само за брзински мотори, него и уживање во туринг моториве. Има Македонија потенцијал за и места за вакви настани, да. До сега не си учествувал надвор од границите на Република Македонија, да патуваш, се уште сме Со овде. мотор не. Со мотор не. Мотокултурата ќе споменам, еве, како една движечка субкултура. Што ти мислиш околу тетовирањето, околу оној, ќе го речам со англиски израз, не знам на македонски како би бил, BDS, стайлинг, рок и метал. Така стојат секогаш работиви или не? Па види, сега со тек на време, ја мислам дека ќе се тргне таа табу тема со тетоважите што е, нели? Дека Пошто тоа се лоши момци. Лошите луѓе си истетовирани као, Аха. али нема врска. Да, зборевме во оне... Зошто и јас имам, нели, тетоважи, пирс, така да, брада. Ама него не ги направи тие веројатно заради тоа што реши да бидеш байкер, него едноставно Не, така затоа што си ги сакам, убаво ми е да си го модифицирам телото ми. Зборевме пред малку, нели, во оне неврзан мове дека има многу табуа кои што се кружат околу моторџиите, пред се ради она американска култура и сваќање на тоа дека не знам како Сиријава што ја спомнавме Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, дека тоа се само
Момци, на вистина не е така. Тоа го докажуваме и ние, еве, и јас лично од искуство ќе ви споменам и од дружбата со сите моторџи, од сите клубови, дека тоа се прекрасни луѓе, дека тоа се успешни луѓе, дека тоа се луѓе со семејства, дека се тоа луѓе со бизниси, иако па и не значи дека ако имаш бизнис дека си добар, нели? Нели, да. Кога сме кај твојата професија, малку ајде да споменеме, си собственик на Компас сервис, дај да им кажеме на луѓето Така. какви услуги нудат заради тоа што истите може и да ги користат. Што да не? Да ние сме слободна зона овдека, можеме да збориме што сакаме, да. Компас сервис постои од 2016 година, мај месец, отворена фирмата и се занимава со превоз на патници, значи. Превоз на патници со мини комбиња 7+1 и 8+1 и автомобили 3+1. Значи, во нашата дејност е аеродромски трансфери, хотелски трансфери, еднодневни екскурзии, семинари и нели разни видови на настани као свадби, родендени, Така. каде што има нели Па има Више слободни луѓе- за оние кои што нема да тргнат бидејќи рано. да може да пие, а да се врати биде дома сигурен и безбеден, да. нормално и безбедно. Циркулирате во рамки на земјава? Не, возаме надвор, значи надвор од границите на Македонија. Претежно е Балканов тука. Значи балкански земји, тоа се нели Белград, Црна Гора, Албанија, Косово, Грција, Бугарија. Во тука сме. Како и да е, Босна, кога како. Да има многу во овој бизнис? Па горе-доле околу 32, 32 колеги сме. Се познаваме сите нели меѓу себе, си помагаме кога има кога треба нели да си помогнеме. Ако Слично е како со бајкериве, така некако ќе му дојде кога се знаат меѓу себе сега добро. Никој не знае дали бизнис е бизнис, дружба си е дружба и Јасно. Никој не знае кога си во автомобил различно дека е. си ти тој, кога си на мотор е сосема друга приказнава. Има работа. Ангажирани сте горе долу нонстоп. Види, работава кај нас се состои периодично, значи пролет, лето, есен. Зимскиот период е послабо, бидејќи јас Да, нема раздвижување. нема раздвиженост, ладно е, нели, луѓето не шетаат многу, као и јас некој си 75%, 80% работам со странци, со incoming туристи. Така. Странци претежно доаѓаат кога се сончеви денови, нели, кога е Јасно. денот поголем за да може да го искористи денот, да прошета поише и да види што поише дестинации, нели, као. Горе-доле, во принцип, работава окей. Со какви проблеми се соочувате? Немате проблеми, никакви. Имаме проблеми, како немаме. Проблеми со... Го зборевме малку пред Така, со лезото е граници емисија, имаме проблеми со граници. Да. Нели, со Сакаш да им барање кажеме на луѓето, од кај знаеш, може и некој не слуша од транспорт и врски. Може, ајде, ќе Кој е пробаме. проблемот со кој што се соочувате без нашиот, некој? нашиот проблем, значи со превозот на патници е што ни барат лиценци за превоз на патници за надвор од Македонија, што такво нешто во законот не постои. Постои лиценца да се извади за нашава категорија на возила со Б категорија што се возат и е за внатрешен превоз на превоз. патници. А ако извадиме нели за внатрешен превоз, не можеме да излеземе надвор од границите. Како би ги извршиле тие трансфери кои што се во Грчка, во Бугарија или во Со овие Белград? проблеми се соочувате од кога формираше компанијава од 2016 година? Не, тоа е кога се случи катастрофата со автобусов. Аха, да, во Бугарија, во Бугарија која изгоре, која се запали. Значи од тогаш почнаа да ни бараат, нели, да не форсираат за нешто што не постои во закон. А за истото ве маржаат, ви удираат казни. Казни, да. Казните се различни од 500 до 750 евра на физичко лице до 2-3 евра на правно лице. Што е реално се многу пари, како и да е. Како не? Како не? И добро решение е каде гледате на овој Бараме проблем, рече ние дека решение, ние како- дека се обединивте сега како сојуз, како организација на Да, превозници. формиравме здружение за превоз на патници со Б категорија, нели тука се опфатени комбињата 7+1, 8+1 и автомобилеве 3+1. И ќе бараме решение за да може ние да функционираме нормално, затоа што не сме нели криминалци и не правиме нешто лошо.
што го гледа или странецот или патникот на граница. Ми споменати, тоа се фирми кои што ги имате, Сите се со фирма, сите го работиме бизнисов и гледаме некако да најдеме решение. Ако успееме, нели? Со нашиве министерства. Верувам дека ќе се изнајде решение, иако ќе нас споро одат работиве. Споро одат, многу споро одат работите, ама ќе се изнајде и решението. Добро, како Ако форсираш, нели, ако Да. настојуваш постојано, мора да биде. Мора да најдат решение за тоа Соочувате со секакви работи кога сте на пат, не зборам лично, само за проблем со возењето, него буквално гледате се и се што се случува. све. Од собраќајки, од убави работи, од лоши работи, од Така. полиции, нели, дека си постојано во движење, постојано си по патишта, нели. Кога ги гледаш твоите колеги моторџи како те одминуваат со комете, што си? Ништо е вака си мафтам само полека со рача, окей. Да. Али мене ми се вози, јас си викам му се, ја ќе возам, ќе видиш. Верувам дека ќе биде така. Искрено ти посакувам еве следниот твој избор да биде со оглед на тоа дека полека кај да сме за 2 месеци. Ајде нема да зборувам за оние што се окорели моторџи, ама се започнува новата мотосезона, дека до тогаш ќе им се приклучиш на твојава екипа. Вие сте една екипа на другари, јас само ќе го поздравиме ли Стефан од Ќе го поздравиме како да, гостиница Лавче, да. Гостиница Лавче. Да го поздравиме и он ќе се вртат кругови. Ќе се вртат, дај може да се вртат. Она што предналку Стефан Когулет овдека и ти пренесе еден поздрав од твојот кум, ше ни рече дека вика малце откри околу тоа како си возел бесно додека си го возел скутеров, навистина така или? О, да, Сега со ти скутерот, видат ракетно, не, со скутерот многу дешавки имаше. На едно го возевме, скина сајла за газ, па удри во дрвена ограда. Имав 5 паѓања, некои такви. Мислам дека тоа последното му беше фатално со него. И него изгуби стравот. Не. Последното беше фатално, беше као толку од моторов не се прави више и тоа е тоа. И сега си веројатно по совеќе некакви заклучоци од како стана повозрасен, од кога седна на посериозен мотор, веројатно истото не веќе, а? Би одел и на поголем, како е да. Да. Петра, ќе позоруваме за кратко и за мотособирот и како ти гледаш на она што ќе се случува овој викенд, како ќе ни помогнеш и околу организацијата. Предлагам до тогаш да поуживаме во уште една музичка номера и секако да ги слушнеме нашите коментенти, нашите пријатели кои ни ја даваат поддршката да еве оваа сезона Bikers Garage буквално делува независно и за тоа сме им благодарни. Повели. Оваа година наказаните ќе бидат Мотоклуб Вепар Скопје, Мотоклуб Мечки Куманово, Мотоклуб Свети Николе, Мотоклуб Old Fox Bikers Скопје, Мотоклуб Cross Bears Велес, Мотоклуб Customs Chopper Струмица, Мотоклуб Куманово. Мајстори на занаетот, гостилница Лавче кај Жути и Woodstock Beer Bar. Организацијата е на Bikers Garage и МК Iron Ghost Светах Неделја Хрватска. Поддршка и логистика Мотоклуб Драчево Жути, поддржано од општина Кисела Вода. 19.2.2023, ден недела, локација Пеленица. A story unwritten, it's all in my head. I'll tell you the details as we lie in bed. And far from the surface, it all seems serene. But under the darkness, the truth lies.
безбеден, вешт и совесен возач. Високо ниво на сообраќајна култура, квалитетен начин на работа и задоволни кандидати за возачи. Автошкола Шкорпион обука ви нуди квалитетна, современа, практична и теоретска обука за А1, А2, А, Б, С и ЦЕ категорија, спроведена од страна на професионално обучени и лиценцирани инструктори. Ке не најдете во Маџар мало, веднаш крши централната пошта кај Железничка. Автошкола Шкорпион обука за доволни кандидати за вршена работа. Побарете на 077 918 878 и на 075 277 104. Верни на традицијата, верни на македонската кујна, верни на квалитетот. Услуга врвна, амбиент автентичен. 34 години гостилница Лавче кај Жути. Деца на нашата земја, Место каде со сите сетила ја вкусуваме традицијата. на нашата земја, на Македонија. Горе, на втори во Бисер, во аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Ревија Бар енд Фуд. Место каде што се спојуваат доброто време и добрата храна. When marimba rhythms start to play, dance with me. Јадете добро, чувствувајте се добро. Телефон за резервации 070 222 817. I can hear the sound of violins. Ревија Бар енд Фуд. Рок бар каде служат уникатно за нечиско пиво, кујна која ги задоволува и оние најрадикални и префинети хедонисти, каде поемот, сцена и настап добиваат нова димензија секој викенд. Тоа е Woodstock Beer Bar на Рузвелтова веднаш на семафорите. Сушност, знаете каде. Woodstock Beer Bar. Немам потреба од фреквенција. Се движам слободно. Слушам Байкерс Гараж. Назад сме во студиото, втората емисија од третата сезона на Байкерс Гараж. Се дружиме овдека со Петар Стојановски, веќе 40 и плюс некоја минута, фри байкер. Петар, моторџија велат добар грд, лош табу или вистина? Она е едно од геслата кои што ги имаме на bikersgarage.mk. Што ќе биде се? Добар грд, лош, сите три. Па не може, нели, да биде сите три, но ќе си биде добар, пошто сите сме добри, види. Во принцип, сите сме, нели, фамилиарни луѓе, Така е. работиме и возиме мотори. Кога би направиле една дефиниција за мотокултурата и какви би ги окарактеризирале моторџиеве, како да им објасниме на луѓе кои што не се впатени во цела оваа работа. Еве, спомена, тоа се стварно добри луѓе, споменаме дека тоа се хумани луѓе. Така да. Јас Помагаат, значи помагаат на пат, имаш проблем, застанува, ти помага како и да е. Да, тоа не се случува со кога се вршат превоз на патници со не. автомобили, или кога се случува дека мислам сега не се Тука не, случува, ајде да тука бидеме се дека тоа е друго, идеме до нели, крајно, тука само си на- овдека е навистина друго кога Да, се овде е друго, сретнат ќе на ти пат. помогне, пак нешто ти треба, ќе ти даде. Да. Као имаш некои такви ствари, знаеш. Ајде малку да позборуваме и околу хуманата нишка. Еве, ќе дадам пример, ти си
независен байкер, што значи дека не си член на одреден клуб, кога до тебе би стигнал глас за некаква акција од хуман карактер, потикнато од мотоклуб Пајеве, од поединци како нас, Байкерс Гараж, како би одговор? Позитивно, нормално. Би придонел за таа хумана акција, колку можам, нели? Ќе помогне. Овој викенд споменавме ке се случува вториот поред Байкерс фестивал во организација на оваа емисија. Ти имаше прилика и ланската Да, година лани бидеш? бешме, супер си поминавме, одлична дружба, Што ти остави храната впечаток? беше... Лани имавме добра бина, добра музика. Да, имаше, ама храната мене поише ми остави впечаток, кака да... Пошто така си каснеш, нели? Добро готвена храна. Да, кога да, се готви, готвена тоа нели храна, кога се тика зад пивце, кажу, како и да е. Указан кога се готви, кога полека тивко, тоа го знае. Се крчка, да. Стефан најодлично предпоставувам дека да. Си има мајсторијата за тоа, да. Да, ја има мајсторијата, така ќе биде и овој викенд. Планираш да присуствуваш, планираш да Секако, си да, заедно со нас? ќе бидам присутен. Колку може, нели, луѓе да дојдат во поголем број, да видат што значи една мотозабава, една нормална, нели, со храна, со пивце, со дружба, и да си поминеме окей, као. Не се ни сомневам дека ќе биде така, ќе ти бидеме благодарни, Петар, што и ти ќе бидеш со нас овде, дека ви како фрибайкер ќе ни помогнеш во на организација и логистика, заради тоа што станува збор за навистина сериозна организација. Споменав, мислам дека ќе бидат, ако не се лажам, од околу 10 казани, тоа е многу и храна која што ќе се Различна донесе. храна и Треба да ќе се се истото донира, тоа- нели, со... Да се приготви, тоа треба да се... Покрај тоа што ќе се, нели, проба и Дружиме вкуси ние таму тука, и да. дружиме ние, таа храна, нели, ќе се донира. Така е. Нешто за крај да им порачаш. Заборавив да те прашам, имам едно прашање кое што цело време ми се мота низ главата околу тоа дали еден моторџија е добро да знае елементарно да си го поправа својот и редовно да го сервисира својот мотор. Ти спомена дека уште од твоите почетоци, од како си започнал да управуваш мотор, си го чепкал истиот, си му давал додатоци. Навистина колку е важно тоа да се знае за еден човек да не остане пех на влез во Скопје. Во некои ситуации треба да знаеш, нели, за да се снајдеш да стигнеш барем до првиот сервис. Ама ако е нешто поголем дефект, боже мој, прекрсти се, влечна служба и тоа немаш. Немаш друго чаре, мислам. Денеска е многу потешко, не знам се не се сеќавам дали Александар од ајде бе да не сгрешам, вози мотор од 90-ти години. Или не го менувам за ништо заради тоа што едноставно целиот е механика и јас можам да интервенирам Да било кога сака, да го поправи. Овие, новите мотори кои што се цели во електроника, вика, ако те остат на пат, мора да бараш сервис. Тоа е тоа. Да, и таа нишкат на вистина е точно на место, но ајде, нели се развиваме, сакаме да идеме напред. Петар, ти благодарам што денеска овде беше со нас, што се подружи во овие 45-50 минути, што уживавме во добра музика. Јас се надевам дека ти добро си помина и дека следното наше ведување, освен што ќе биде овој викенд, ќе се видиме и на патиштата, заедно со останатите байки. Така е. Ви благодарам на вас, на поканата. Мило ми беше, супер дружба, слушајте радио, во движење кај да сте. Ти благодарам. Уште еднаш. Благодарам и на вас. Јас само на крај да најавам дека и оваа година, не заборавајте, 19 февруари, повтор пат го организираме мотофестивалот, каде ќе подготвуваме традиционална македонска храна. Концептот е веќе познат, ќе се готви во Казани, на Казаните ќе бидат представници од повеќе мотоклубови и пак ќе се дозволам да ги поздравам и Вепар од Скопје, и Мечки од Куманово, и мотоклубот Свети Николи, и носачи на крстот од Велес, старите лицици од Скопје, мотоклубот Куманово, Кастам Чоперс од Струмица, секако специјални гости кои ќе подготвуваат нивни традиционални специјалитети ќе бидат и мотоклубот Конзули од Битоло и Цар Тауер Райдерс од Струмица. Ке имаме надзор, така да кажеме, и од шефот, ке повторам пак, на кујната на гостилница Лавчон и од други професионални кувари кои ќе се погрижат спремањето и подготовката на храната да бидат на врвно ниво. Ви благодарам и ве поканувам секако нашата следна дружба, освен што ќе биде следниот четврток во истиот термин на истата мрежа bikersgarage.mk, тоа да биде и овој 19 на добро познатата локација како и минатата година манастирскиот комплекс Пеленица во
Драчево. Ви благодарам почитувани за вниманието, безбедно возете, уживајте секако во оно што ни го нуди и денешниот ден и престојниот викенд. Повторно се гледаме следниот четврток во исто време. Останете ми со здрави. Накрај само да споменам дека автор на оваа емисија е Александар Божинов, моето име е Ивана, техничката реализација на нашиот драг колега Горан. Ви благодарам уште еднашка за вниманието. Останете секако на bikersgarage.mk, следете ги и оваа емисија и се оно што ви го нудиме на овој радио етер. Ви благодарам уште еднаш. Поздрав, секое добро. Sweet sun pouring down in the strawberry sky. Tall grass dancing down by the St. John's riverside. And I can see Maggie running through the fields full of wild. A free spirit living a beloved life. I've been daydreaming about the South, appreciating those days. Growing up in Madeline, a blessed world in the southeast. I remember running barefoot well aware of sand spurs. Sitting on the park bench working on guitar chords. I'm still enchanted by the legendary fantasy electric brunettes. How they would render me helpless by the way that they dressed. I've been daydreaming about the South, appreciating those days. Growing up in Madeline, a blessed world in the southeast. Recently, Пресметка точно на пладне. Bikers Garage, четврток, 13 часот. I've been thinking about the sea, searching for that sun. I can feel the summer wind. I remember everyone. I don't need frequency. I move freely. I listen to Bikers Garage.